First of all, dopeness is what I like the most. Јас сум Антонио и доаѓам од Влаје, едно од најурбаните населби во градов, од каде излегле многу блейдери, скейтери, ремиксери, подобро кажано стрит уметници. За среќа излезе и нешто од мене. Се роди желбата да возам ролери. Целата таа желба, за да влезам во тој дел од урбаниот живот, се случи многу спонтано и на брзина. За почеток, моите нема услови за да може да си дозвола да ми купат ролери и беше некако тешко да се почне од некаде. После некое време ги добив моите први ролери кои се продаваа по маркетите, а не во специјализираните продавници или шоповите. На почеток, малски играв хокеј и кога од нигде никаде се појави една група на луѓе со агресив ролери и тоа баш во мојата населба Порта Влаје. Момците едноставно земаа восок и ги намачкаа сите ѕидчиња и гелендери во комплексот и се фатија за возење. Од преголемата желба која имав за да возам, мајка ми беше прва која ме поддржа и ми ги купи првите агресив ролери Salomon ST Pro. За мене тој ден беше и ќе остане за секогаш во сеќавање. Почнав да возам редовно и полека да ги осовршувам триковите, иако не беше баш лесно. Возев со екипата од Влаје низ разни локации во градот. Триковите ги учев заедно со другарите кои возеа ролери и скейт. Со текот на времето се повеќе и повеќе навливав во ролерите со помош на видеата кои во тој период можеше да се гледаат само на касета, зашто ретко кој можеше да си дозволи да има компјутер за да може видеата да се гледаат преку интернет. Поради немногу добрите услови кои ги имавме за учење на триковите, моравме да почнеме со импровизирање, да правиме справи како рампи, грайндбоксови и шипки. Со секојдневното возење и трудот кој го вложував, дојдов и до тој момент кога се скршија моите први ролери, а морав да најдам начин за да купам други. За среќа некако успеав во тоа. После 2 години редовно учење, почнав помалку да напредувам во триковите, а за уште подобар мотив почнаа да се организираат и стрит надпревари кај нас. Тоа беа надпреварите Here They Come и Here They Come Again. Покрај тие два надпревари се одржа и Macedonian Inline Street Competition, каде што таму беше и моето прво учество, за жал без некој добар пласман. На надпреварот имаше доста надпреварувачи, дел од македонската сцена и гости од Србија, Бугарија и Романија. После овој надпревар за мене, ролерблейдингот стана начин на живот. Почнав да ја живеам таа стрит култура, едноставно се заљубив во ролерите.
За некое време отпатував во Белград на стрит натпревар, каде бев поканет од страна на организаторите. По завршувањето на самиот натпревар бев премногу мотивиран и не можев да дочекам да има следен натпревар за да може повторно да отпатувам. Дојде и тој ден, отидов повторно на натпревар во Белград, на еден од најдобрите на Балканов, именуван како Винер од Белград. После тоа големо искуство кое го доживеав, продолжив да го промовирам на малку подобар и поинаков начин ролерблейдингот од причина за тоа што тоа го заслужуваше. За краток период добив покана да бидам представник на белградскиот скејшоп Джеси, каде што следеше моето прво интервју и видео за нив. После овој голем чекор следува и успеси во надпреварувачкиот дел. За надпреварите кои се одржуваа кај нас, освоив прво, па по извесен период и второ место во инлайн скейт категоријата. Следеа доста видеоматеријали и фотографии. Во едно од видеоматеријалите, а тоа е и моето последно за жал, ја добив целосната поддршка од легијата, каде ги добив правата да можам на секој следен снимен материјал да вметнувам од нивните предобри траки. Тоа беше момент од посебно значење за мене. Иако сега не сум премногу активен, можам слободно да кажам дека ја следам редовно сцената кај нас и гледам дека не попушта, се надевам дека така и ќе остане. До луѓето кои се дел од ова урбано живење, дел од оваа ролерблейдинг култура и љубов спрема неа, им ја праќам следнава порака: да не се откажуваат, да го прават тоа искрено и до крај, зашто само така се постигнуваат големи успеси и резултати.